Во 9-те фестивалски вечери на меѓународниот театарски фестивал Свети Јоаким Осоговски настапија театарски групи и продукции од Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Бугарија, а годинашната програма ја затворија домаќините. Прекрасно е да се види дека салата е исполнета до последно место, а така беше за време на целиот фестивал, рече градоначалникот на Крива Паланка Арсенчо Алексовски, кој потсети дека како иницијатор за основање на фестивалот цврсто верувал дека ќе создадат навика кај граѓаните за посета на настаните од културата, што се испоставило и дека е така. Навистина успеавме да направиме од фестивалот нешто посакувано за нашите граѓани, затоа што сите овие вечери беа исполнети. Она што ме инспирира како основач на овој театарски фестивал, повторно ќе кажам дека на почетокот бевме скептици дека тоа нема да успее во нашиот град, дека не може луѓето да ги навикнеме да доаѓаат. Може би треба да размислиме да го поместиме малку да биде за празникот на градот за 8 октомври. Токму фестивалот им даде поттик на младите ентузијасти, актери, аматери и театарски дејци од градот да се посветат на оваа уметност и да бидат дел од овој голем настан. Па јас најпрвин морам да кажам дека приемот на публиката беше одличен. Реакциите беа супер. И пред се, јас морам да бидам благодарен на градоначалникот на организацијата што во плејада на 50 представи професионалци неброени, и ние неколку пати учествуваме на овој фестивал со успех. Морам да кажам дека јас сум презадоволен, да ги пофалам дечкиве, актериве кои што имаат направено веќе по 7 представи, аматерски, па и некои со професионални режисери, актери. И така, инаку за самата представа можам да кажам дека од Владимир Ѓурѓевиќ, представата ние малку ја адаптиравме, ја прилагодивме, ја приближивме до публиката да биде блиска на паланечки, кривопаланечки, нели, дијалект. Улогите ги толкуваа Александар Ристовски, Кристијан Цековски и Кристијан Алексовски. Како плод на соработката остварена на фестивалот, актерската екипа ќе настапи во Дупница, Република Бугарија. Имаме најави во блиска иднина да настапуваме и во други градови. Спремањето се одвиваше околу 2-3 месеци, повично работиме за викенди, затоа што ова ние како хоби, не сме професионални актери. И задоволен сум од мојот настап, да, секогаш може подобро. Јас веќе имам направено со Глигор, со режисерот, неколку представи, имам учествувано, ова ми е втор пат како учествувам на овој фестивал. Јас сум презадоволен и секако ако во иднина би бил, секако дека би работел со него уште на многу представи. Како и Александар и јас, веќе имам настапено во 6 представи при драмското студио во Крива Паланка и се надевам дека во иднина што повеќе луѓе, индивидуи ќе се приклучат, не само млади, туку и некои, да речеме, наши генерации, па дури постари, кои што би може да придонесат за културниот живот во Крива Паланка. По завршувањето на представата пред Националната установа Центар за култура Крива Паланка беше спуштено фестивалското знаме, со што официјално се означи и крајот на 8-миот меѓународен театарски фестивал Свети Јоаким Осоговски.